И трет пат сезонава победа е поразена. Овој пат од вице-шампионот Вардар во можеби најслабата партија на избраниците на Мегленски сезонава. Единствениот погодок го постигна Лира за вардарци, кој го реши и победникот во овој дуел. Во текот на сите 90 минути пресметката помеѓу Победа и Вардар помина без оној вообичаен ритам кој се очекува на еден првенствен дуел. Со многу малку интервенции на двата голмани Гачевски и Тофиловски и само со еден погодок во 57-та минута. Иако на Буезе имаше ситуации за гол, сепак резултатот остана во полза на Скопски Вардар. Како да игравме некако во грчи двете екипи, Вардар една единствена шанса реализира и надпревара да заврши. Ние имавме некои ситуации во 16 кај што мора многу подобро да реагираме за да постигнеме гол. Во второ полувреме имаме две ситуации такви, али не дадовме гол. Тоа се на се мислам дека коректен надпревар од наша страна во врска со пристап, со игра. Вардар повторно не беше ништо подобар од нас, али со таа една шанса и реализира и го доби на преварата. Во следното деветто коло, последно од првиот круг во сабота Победа игра против Македонија Џорче Петров, а во останатите дуели се среќаваат Шкупи Работнички, Беласица Силекс, Вардар Академија Пандеф и Шкендија Ренова. Предходно во среда на програмата се надпреварите од Националниот фудбалски клуб, каде Победа игра против Гостивар во реваншот на стадионот на Могила со почеток во 15 часот. По 18-ти пат на спортскиот аеродром кај Прилеп се одржаа светските куп надпревари во воздухопловно моделарство. Прилеп куп, трофеј на Прилеп и светскиот куп Македонија. Учествуваа околу 80 учесници од 13 земји. Годинава и македонските надпреварувачи се одличен успех и во сениорска и во јуниорска конкуренција. Според организаторот, убаво е што оваа традиција продолжува да се негува, а со доаѓањето на кремот во овој спорт само се потврдува дека теренот каде се одржуваат овие надпревари е одличен за воздухопловно моделарство. Учествува навистина кремот на Европа, врвните спортисти и задоволство е кога како организатори може да потврдиме дека Прилеп навистина беше успешен домаќин и успешен организатор на една врвна меѓународна манифестација. Спортското моделарство е доста развиено и во рамките на Меѓународна федерација е спорт кој што е со најмногу учесници. Организацијата на двата македонски надпревари од светскиот куп, Прилеп куп, трофеј на Прилеп и Македонија куп кој што го организираме денес, е една од 40 во светот, чии резултати се бодуваат за светскиот куп. И пред се задоволство од организаторот кога на нашите надпревари ќе видиме дека доаѓаат врвните спортисти. Трофеј на Прилеп и Македонски светски куп се надпревари кои секоја година ги организира воздухопловниот клуб од нашиот град Фил Феникс, а резултатите се бодуваат за официјалната ранг листа. На гостувањето во Скопје кај Вардар јуниор ракометарите на Прилеп загубија минимално со резултат 29-28 во рамките од редовното коло во машката ракометна Суперлига. И на полувремето резултатот беше во корист на домаќините со еден гол разлика, 13-12. Кај Скопјани најефикасен на паркетот беше Крстевски со 7 постигнати гола, а кај гостите Бозаровски со исто толку реализација. Во останатите дуели Бутел Пелистер 29-26, Радовиш Струга 32-35, Пролет Eurofarm 22-26, Борец Охрид 26-41. Во следното коло Прилеп е домаќин на Радовиш. Кај жените пак ракометарките на Деспина играа против Стружанка и загубија со резултат 13-19.